Учество во бесплатна обука за напредни IT вештини е огласот кој го реобјави Агенцијата за вработување на Македонија. Ке можат да се пријават само активни баратели на работа кои се заинтересирани да ги усовршат IT вештините. По поминувањето на предквалификацијскиот и квалификацијскиот период, истите ќе можат да полагаат по однос на посетата на обуката за стекнување со меѓународен сертификат. По истражувањата се покажало дека ова сепак е најбараната гранка на пазарот на трудот. Сите активни баратели кои што ден пред огласот се пријавуваат во Агенцијата за вработување, Центар за вработување Тетово, кои што имаат завршено високо и средно образование, можат да се стекнат со вештини, напредни IT вештини во рамки од областот на информатиката, а може да се пријават во нашите работни клубови, каде што можат како апликанти да учествуваат во обуките кои што се предвидени да траат од 3 до 6 месеци без надокнада. Всушност се работи за една обука која што е многу барана на пазарот на трудот од страна на нашите работодавачи. Увидено е дека во претходните 4 до 5 години најбарани се напредните IT вештини и тие годинава ќе опфатат 4 програми. Проектот поддршка за вработување на млади е трет грант директно финансиран од страна на Европската унија, имплементиран од Агенцијата за вработување. Можат да се пријават лица до 29 години. И овој проект се покажал како успешен. Во 2015 година од 980 договори дури 513 биле вработени. Во 2016 пак од 480 договори вработени биле околу 140 лица. Главна цел на проектот ни е подобрена перспектива за вработување на млади. Воедно очекувани резултати се интегрирање на 1000 млади невработени лица на пазарот на трудот на ниво на цела Република Македонија. Имено станува збор за 3-месечна пракса, каде што младите невработени лица регистрирани како активни баратели на работа во Агенцијата за вработување на Република Македонија, ќе имаат можност да се стекнат со практично искуство кое што е релевантно на нивното образование и ќе добиваат месечен надомест од 6261 денар бруто сума со платен персонален данок на доход и вклучени трошоци за осигурување во случај на несреќа. Понатака имаме активен оглас за компонента Б, тоест обуки побарувани на пазарот на трудот, каде што имаме во моментов 4 занимања на кои што може да се пријавуваат младите, и тоа службеник по сметководство, неговател на стари и немоćни лица во домашни услови, шминкери и масери. Станува збор за 4 месечна обука, каде што кандидатите ќе имаат можност да се стекнат и со теоретски и со практични вештини и за истото да добиваат финансиски надомест од 6261 денар на месечно ниво. Во наредниот период се очекува да се активира и оперативниот план за 2017 година, каде се предвидени над 20 мерки во форма на кредитирање и субвенционирање, како и самовработување што се покажа дека е најбарана мерка во Тетово.